Учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од Кочани добија покана и учествуваа на онлайн надпреварот под наслов "Најди го херојот". Станува збор за надпревар преку кој се открива талентот кај младите генијалци, кои преку своји активности се надпреваруваа на тема визуелни уметности. Преку учеството се идентификува херој кој решава конкретен проблем и преку својот талент ученикот вербално го објаснува. Учениците од гимназијата Лјупчо Сантов се представија преку драма, ораторство, сликање и рецитирање и го покажаа својот талент на највисоко ниво. Поради успешноста на представувањето, сите четворица ученици од Кочанското училиште се пласираа во финале, а работеа под менторство на професорот и дефектолог Катерина Димитрова. Како училиште, учениците учествуваа во многу проекти надпревари, а сега, дури кога време на пандемија, кога мора да работиме од дома, ние се докажуваме. Како координатор за надарени и талентирани ученици, ние прифативме поканата за учество. Тешко беше да се изберат 4 мои херои, бидејќи сите се подеднакво добри. Учество овој пат во надпреварот зедоа Јована Петрова, Оливер Стефанов, Марија Донева и Пандора Манева, сите ученици во втора година. Овие ученици преку својот талент ќе се надпреваруваат и се надевам дека ќе го докажат херојот во себе со цел да се поттикне програмата за развој на емоционалната интелигенција и таленти, мали и возрастни генијалци. Им посакаме успех, а на сите останати добро здравје и се надеваме да излеземе победници од оваа ситуација. Надпреварот започна на 2 мај и ќе трае до 30 мај, а истиот е во организација на IQ Excellence и програмот за развој на емоционална интелигенција и таленти, мали и возрастни генијалци. Инаку Димитрова информираше дека засега онлайн наставата во ова училиште се одвива без проблеми и сите професори преку апликации имаат контакти со своите ученици. Министерот Адени последно изјави дека е можно наставата онлайн и со далечинско учење да продолжи и од септември, но плановите и предвидувањата за новата школска и академска година ќе започнат непосредно по завршувањето на учебната година на 10 јуни.